103 оградок Скопје, човекот кој што секојдневно станува, се буди, легнува, заспива, повторно се буди, јаде, пие, спие и во секој свој здив го носи аманетот. Дејан Гавровски Гавро. Добро вечер, браќа и сестри македонци. Добро вечер, горди македонци. Добро вечер! Не знам, може би ви е криво што не го гледате финалето меѓу Хрватска и Шпанија? Не е криво! Па знам дека не ви е, затоа сте тука. Од срце ве поздравувам, да сте ми живи и здрави. И ти да си живи! Година дена стануваме, легнуваме со желба да ја шириме каузата. Ја поминавме Македонија. Бевме во 13-14 населени места, за да преку ова сонце што свети овдека сега од вас, ајде развиорете ги тие што ги имате. За кратко сите ќе добиете. Концептот е на крајот од Собирот, да се појават знамења и сите заедно да направиме фотографии. Тоа беше да не се бркаме се, ваму знаме, таму знаме, на крајот од Собирот сите ќе добијат патно знаме. Инспирирани од оваа хунта предавничка, од оваа власт, која ветуваше, која ветуваше 500 евра плата. Незиниот премиер, таа не е наша власт, јас не можам, мој не е премиер, тој е незиниот премиер се комеше во најмило дека нема да чепка устав. Незиниот премиер насмеја кажуваше кој таму веќе воведат двојазично стало, за да на крај, еве сега по 2 години, по 2 години владење сето тоа го направи. Оваа хунта го згази народот македонски кој на референдум рече не за промена на името. И они си смислија методи како тоа да го направат без воја на народот. Меѓутоа, тој е наш шокер, браќи и сестри. Тој датум секогаш ќе биде врежан и било која власт да биде, ама не, вие, ние ќе кажуваме дека македонскиот народ не прифатил промена на името Република Македонија. А тој што ветуваше се и се што тоа му е единствена реформа која има направена. Предавство и ништо повеќе. Тоа е неговата реформа за овие 2 години направена. Да го ништиш македонскиот народ и да го прикажеш тоа ништење дека еве за да влеземе ние кај европските народи. А европските народи ни викаат, не бре, вие имате криминали, имате све и свашта. А тие народи од нас учеле, од нас се школувале. Ете, тоа направи. И затоа мора да падне. Ја очекував повеќе народ оваа вечер. И за ова сами сме ние, немаме поддршки, убедував сите дека ние не сме партиски привезоци, да сме против, да бевме сега ќе беа 300, 400, 500. Меѓутоа сме против оваа хунта и ќе направиме све. Тоа е стратегија на амането 1903 оградок Скопје. Значи Македонија е нашата стратегија. Кога имаш ваков човек како што набројав примерите претходно, немаш друго освен прво да се бориш него да го паднеш. Од кога ќе го паднеш него може да размислуваш кај да идеш и што понатаму. Значи не можеш да скокаш ти да вака така. Значи мораме сите да се обединиме околу пат на Зоран Заев. А понатаму можеме да разговараме на кој начин, како, што ќе тераме борбата. Не можам јас, значи не можам да речам јас, ово е исти со него, кога ово е во затвор 2 години држи недолжни луѓе, 3-та година фаќа. Ги најде на нив правдина да спроведува. На најголемите македонци. На најголемите македонци најде да спроведува правдина, да кажува, да глуми правдина. Меѓутоа приказната е друга, браќи и сестри, јас ги знам тие луѓе внатре. А ако искрено и од нив очекував денеска малку поголема поддршка. Меѓутоа тоа е што е, да не навлегуваме у тоа. Ја ги знам тие луѓе што се во затвор. Нив ги држат за тоа што тие се големи македонци. Нив затвор не ги плаши, тие од затвор се борат. За да не можат еве вака да се собираме 100 луѓе, 70, 80, за да се препукуваме кој на која страна е, како требало, овој не чинел, тој не чинел.
А не гледаме дека имаме противник огромен кој е на власт. Ќе падне. За сите нас, Ќе падне. Ќе падне без силката. јас додека постоја, Амше, не ме су. значи додека дишам, ќе се борам за името Македонија. И ќе се борам за слобода на браќата уставобранители. Ајде да ве чујам сите, слобода! 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 Поздрав, браќа наши, сигурно некои не следите, со вас сме. Сите ве следат од Штипи да ви ве поздравуваат сите.